Добар ден, ученици, јас сум Виолета Ѓоргиевска, оделенски наставник од Општинското основно училиште Александар Македонски, Општина Аеродром од Скопје. Оваа видеолекција е по предметот Природни науки, наменета за ученици од трето оделение. Во неа, како низена мала енциклопедија, ќе се запознаете со забите кај животните. Значи, денешната наставна содржина е животински вилици. Преку оваа наставна содржина треба да ги реализираме следниве наставни цели: да разликувате видови заби кај животните, да знаете кои заби кај животните за што служат и да можете според вилицата на животните да препознаете за кој животно станува збор. Најнапред, ученици, да се потсетиме што се заби, за што служат и како се делат забите кај човекот. Забите, ученици, се цврсти органи со бела боја, сместени во коската на горната и долната вилица од устата. Се користат во исхраната, учествуваат во механичкото ситнење на храната, а кај некои животни, особено кај месојадните животни, се користат како оружје, со нив го ловат пленот и се бранат од други животни. Кај луѓето се разликуваат две генерации на заби: млечни заби и трајни. Да се потсетиме. Врз основа на функцијата што ја имаат во варењето, забите се поделени на секачи, тие служат за сечење на храната; песјаци, или наречени уште кучешки заби, служат за раскинување на храната; преткатници ја кинат и ја дробат храната; и катници служат за џвакање и мелење на храната. Во продолжение ќе стане збор за забите кај животните. Забите кај тревопасните животни. Различни животни имаат различни видови на заби. Тревопасците, овца, крава, срна, зебра, жирафа, коњ и други, имаат повеќе катници за џвакање. Секачите им се остри и со нив ја сечат тревата. Кај слонот, овие заби се најразвиени и служат за одбрана. Катниците се рамни и им служат за мелење на тревата. Забите кај месојадните животни. На месојадците им се потребни секачи за да убиваат и да раскинуваат. Бидејќи месото е лесно за варење, тие може да голтаат без да имаат потреба од катници за разжвакување на храната. Кај овие животни песјаците се многу долги, а катниците премногу остри, бидејќи месото треба да се раскине. По продолжение ќе дознаеме повеќе за забите на животните. Додека луѓето имаат две генерации на заби, млечни и трајни, некои животни имаат многу повеќе. На ајкулите им расте нова генерација на заби секои 2 недели. Забите на глодарите растат и се трошат постојано преку глодањето на животното, одржувајќи постојана должина. Забите на верверичката и зајакот растат постојано. Мачката има 30 заба, а кучето 42 заба. Младите крокодили ги менуваат забите за поголеми еднаш месечно. Возрастните крокодили ги менуваат забите на 2 години, па така еден крокодил менува до 3000 заби во текот на животот. Секој заб е шуплив, а новиот расте во шуплината на стариот. Истршлените имаат вилици и касаат ако се испровоцирани. Рибите имаат долна подвижна вилица, а кај некои риби има заби со кои го прифаќаат пленот. Рибите менуваат заби на секои 50 дена. Птиците немаат заби и вилица, но затоа имаат клун. Мравојадите, жилките и повеќето китови исто така немаат вилици и тие се без заби. Ученици, дали знаете што се бивни? Бивни се издолжени заби кои постојано растат и се издаваат од устата кај извесни цицачи. Најчесто животното има по 2 вакви заба, обично песјаци, кај дивата свиња и моржот, а кај слонот се секачи. Бивните имаат различни намени зависно од животното. Често се користат за борба и покажување надмок меѓу мажјаците. Слоновите ги користат за копање и дупчење, додека пак и моржовите служат како помагала за одење по мразот и излегување од водата. Од нив се изработуваат накит, украси и слично. Поради скапоценоста на овој материјал, животните се подложни на прекумерен лов и доста од нив се загрозени. Денес трговијата со слонова коска е предмет на строги ограничувања и забрани.
Следната задача е за вас, ученици. Дали може да препознаете според вилицата за кое животно станува збор? Погледнете убаво, ученици. Целата оваа вилица е прекриена со папили кои имаат функција на заби. Тоа е вилицата на морската желка. Овие ученици се нарекуваат папили и ја прекриваат целата уста на морската желка. А дали може да препознаете чија е оваа вилица? Така е, тоа е вилица на нилски коњ. А оваа вилица? Точно, тоа е вилица на мачка. А дали може да ја препознаете оваа вилица, ученици? Сигурна сум дека можете. Тоа е вилица на крокодил. А оваа вилица е вилица на јагуар. И на крајот, сигурно го препознавате ова моќно животно и неговите остри заби. Така е, ученици. Тоа е вилица на лав. Во продолжение, ученици, дали може да ги препознаете овие животни? А дали знаете дека овие животни имаат најсилни вилици? Тук, ученици, е големата бела екула, морскиот крокодил, алигаторот и тигарот има најсилна вилица. Потоа гризли мечка, нилскиот коњ е тука и лавот е со најсилна вилица. Јагуарот исто така и хиената. Ова се животни со најсилни вилици. Хигиена на забите кај домашните миленици. И кај миленичињата, како и кај човекот, потребно е забите да им бидат здрави. И животните патат од забоболка, само не можат тоа да го покажат. Затоа собствениците треба да им одржуваат редовна хигиена на забите на своите миленичиња. И на крајот, ученици, една домашна задача за вас. Истражете за забите на вашите омилени животни. Можете да пребарате податоци во енциклопедии, списанија, интернет и други извори. Пријатна работа ви посакувам, ученици, и ви благодарам на вашето внимание. Довидување!